Уште едно утро на Радио Лидер, почитувани слушатели, не може да замислите колку е тешко човек секоја сабајле да прави автентична емисија. Зборуваме за една прилично досадна држава како што е Македонија. Зборуваме за едно прилично лошо време, магла, студ. Зборуваме за грипови што не фаќаат, кичми и така натаму. Претешко е секоја сабајле да правиш емисија. Но што да правиме затоа што ние живееме од вас и работиме за вас. Петок на Радио Лидера, секој петок урда јадеме со Агим Јонос. Агим за што друго? За урда, за бурек, за петак дан за метак. Ја би му посекал добро утро на македонскиот квантум на граѓани. У кој што спаѓа сите и коте и моте и турско и каурско, значи добро ви утро. Добро ви утро на сите хейтери, однапред да ве поздравам пред да почнете пишувате коментари од типот на кај го најде ова будала ова. Обратно сега за мене понегативни се изминатиот период. Ти значи, го земав се преверуваме кој е поголема будала се. Да, значи јас ти го преземав приматот така што добро им утро на сите оние кои се мразат себе си до пладне, а попладне цел свет. Добро утро за сите оние кои се толку самобендисани што дојка не слушаат, се гледат во огледало, им се дига мандалото. Добро утро до сите оние кои не знаат сами за себе што да прават и си викаат чекај ке терам све у пизду материну и така натаму. Значи, ајде да се разбереме нешто. Што е медиум? За да дефинираме конкретно што е медиум, треба цели филозофии да кажеме. Ние сме тука за вас, вие сте тука за нас. Ние може да јадеме урда секој петок колку сакаме, меѓутоа џабе ако вие не слушате, а со оглед на тоа дека знам дека не слушате, тогаш еве целувки до цялата ни младеж, целувки до сите оние што не слушаат и кои што сметат дека се попаметни од нас двојца овдека, што е несомнено. Ја признам дека ние не сме најпаметните и едноставно многу ве тинтраме, а опизду материну добро утро почнеме емисија. Немој сега такви термини, жити се. Море, тере се почнеме со еден бугарски виц, ни го постирале во коментар, велат знаеш как е в живота, когато една врата се затвара, друга се отвара. Се отварја на бугарски. И другиот одговара, знам, имал сам такав проблем со москвича. Москвича. Јако. Значи, Агим, прво да ти се заблагодарам, минатата недела направивме една супер гледана емисија. Двете најгледани емисии оваа сезона ми се со тебе. Едната со господинот Рубин Земон, еден огромен поздрав до господинот Рубин Земон, таа има скоро 80-90 прегледи, и втората сме ја и ти минатата недела. Рубинчо, поздрав ако не слушаш. Ништо лично, али значи... уште не ми даде одговор дали Еģупtin и Ģuptin е исто, и тоа не ми даде одговор, и второ не ми даде одговор дали Египтите како такви направија било каква некоја иницијатива да ја представат својата традиција, култура, име, презиме и ова и она. Остети мене Google, фараон и Тутанкамон, Рамзес трети, остети тоа, египтјаните таму. Тука, кажи ми. Египтјаните се дел од Македонија и заслужуваат да имаат културни права како што треба да имаат сите народи во Македонија. Несомнено, али ти кажи ми египтски јазик. Кој јазик е? Добро се, немаат сите етнички заедници свој јазик. Молим, онда сум ја монголец овдека. Па и украинците добро имаат нешто. Онда ја може кај јас сум монголец овдека, па може согласно јазик. новите перцепции за тоа што е идентитет, ти може да кажеш што сакаш. Ти може како жена да се декларираш како сакаш. Ја да се декларирам како жена, ти да се декларираш како жена. Не може ја како маж се декларираш. Па ја не можем што да правам. Ама можеш, имаме право и двајцата, формално право. Не може, колку год да се декларирам ми смета нешто угаќе шапа. Мора сме мужи, да. Агим, дали сметаш дека ова што се случува, имаме стварно бурен предновогодишен период,
Ја мислам дека политичарите во Македонија секогаш вака овие безбедносно политички работи ги темпираат пред Великден и пред тука Свети Никола пред Божик, за да има луѓе на слава што да не се зборат. Свети Никола? Вчера беше. Вчера честитки до сите оние кои го слават празникот од се срце, и ова сум озбилен. Значи, го честитам празникот Свети Никола, посакувам многу години да се слави, да се весели и во тој ден сите да бидат, ако ништо друго, со барем 2 промила у крвта. И сега што е поентава? Сметам дека стално овие, сега, например, имавме серија на акции, почна тоа тргна од Рек Битола, па се префрли на лотарија, Артан Груби избега, потаму отиде против акција против овие што се наркоклановите и така натаму, и се ова се фокусираше пред Свети Никола. Ја мислам дека владава се ова го направи за да има луѓе на слави што да зборат. Грижејки се за тоа дека генерално не е проблем ништо да се деполитизира во Македонија, ама славите не смеат да се деполитизираат. Мора тамо да има еден што застапува став. Па еден вика го пуштиле Артан Груби намерно, тоа се е договорка. Па друг вика не е така, еве почнаа да апсат криминал. Тука има меѓуетнички односи. Има еден широк комплот за расправа на слава. Ке спомнам една работа која е апсолутна дигресија на ова што ти го збориш, меѓутоа ќе го спомнам како фрагмент кој што треба да даде еден суштински одговор. Штета за сите оние кои во животот не ја прочитале книгата Малиот принц од Антоан де Сент-Екзюпери. Само има еден фрагмент во кој што седат лисицата и Малиот принц пред една нива полна со жито и ја гледаат бојата на житото, ја коментираат и така натаму и така натаму. И таа легендарна реченица на лисицата од тој дел од книгата остана како една скоро библиска порака. А таа вели: многу е битно дали нештото ги гледаш низ срцето, затоа што вистината е невидлива за очите. Суштината е секогаш невидлива за очите. И сега доаѓаме, извлекувајќи една филозофска мисла од тој дел, суштината е невидлива за очите, во нашата стварност, политичка. Значи, ние се бавиме самите со себе си, занемарувајќи ја суштината, и мајмуни како мене, како тебе, како друг, како трет, која зборуваат за суштината и спаѓаат смешни. Зошто е тоа така? Многу едноставно. Затоа што никој не сака да се соочи со суштината и вистината. Затоа што таа е трагична, болна, затоа што таа реалност која што сите треба да ја конзумираме ќе не фрли во тешка депресија. Доколку сме само реални и искрени доека зборуваме вистината. Што се случува во Македонија? Апсолутен дефокус. Сето ова е дефокус од суштината. Затоа што суштината, ако збориме по филозофијата на лисицата од Малиот принц, е проста. Ние сме уговна до гуша. И како да забораваме? Таков термин, уизмет ќе кажеш. Така е бе, пријателju. Уизмет ќе кажеш. Не, уизмет, улајна. Радиодифузер сме се значи, добро, се извинувам до радиодифузија, ги љубам сите тие пошто не слушаат, сигурен сум, ако ништо друго, љубопитно што ќе кењаме одека. И од пријави. И од пријави, да. Па добро, мора пуштат некоја пријава за покажа дека нешто функционира. И значи, се е дефокус од вистината и реалноста која ни вели дека сме сериозно во каша до гуша. Не реков уговна до гуша. Значи, у каша до гуша. Тоа е тоа, пријателju мој. Искочи на улица. Секој втор зборува сам со себе. Гледа у земја и зборува сам со себе. Секој втор што го гледаш. Си видел ти некојаш насмевка? Или барем, од кога не си видел насмевка? На фаса, на лице на луѓе кои шетаат низ град. Си видел ведрина? Не. Свето зомби. А зошто е зомби? Затоа што живее во два паралелни света. Првиот свет е неговата реалност, во која што е свесен дека е лузер, и втората е она во која што преземаме мерки и нешто правиме, се бавиме со сериозно решавање на проблемите за да живееме посветло. Маш море упизду матерни. Пак се да се извинувам, да. Значи, ќе те исклучам, жити се. Па ја исклучиш што ме доводи. Да. Ја мора за овој јати чемер што го гледаме по коментари, по чекај, вика
те молам Златев да го прочиташ ова. Вчера бев на слава и еден од гостите рече дека претходниот ден бил на слава и немало никаков муабет. И пред да си реди им рекол дека и ВМРО и СДСМ направиле ова и ова и си отишол. Знаеш што и направиле матер на државата. Другиот ден разбрал дека гостиве се карале до 5 сабајле. Значи човекот ги им иницирал разговор. Тој ја игра нашата улога. Тој не заменил на таа слава. Тој си отишол. Им пуштил бува и си заминал. Пријателju, се извинам за ова пријателju, многу српски звучи, бе. А имав забелешка скоро во една кафеа. Еден вика дека ти си бил скопјанец, а јас сум бил селјанче. Сега селјанчето ќе те банира, чекај. Не бе, се имаш фаца, бе. Значи, не, сега селјанчето... Те препознал типот, бе. Нема више да го гледаш овде. Така, пошто е селјанчето. Селјанчињето тоа прават. Ама знаеш како, Агим? Чекай, зашто те врега? Мене све што ми рекле, па ја треба земам да се убијам. Мене ништо не ме врега. Пијаница, курвар, коцка, значи, не, мене ништо не ме врега, само имам нулта толеранција. Сега ќе ти кажам зашто ништо не ме врега, годинава привршува при краје и тоа нели не тера да имаме сеќавања што се случило и како се случило. Мене годинава ме подсетува на една ужасна година, го изгубив татко ми во неа и се сеќавам. Слушай. Не, чекај се, не ме прекинуј. Могила, медиум, не пизда материн. Агим, не ме прекинуј. Остай, не пцуј више, те молам, значи. Ако сакаш да продолжим. Со емисија. Крајот на годинава секогаш ме присетува нели на тоа што сум изгубил. Ја годинава го изгубив татко ми. И сеќавам на еден коментар. Така, си правиме муабет 2015 година, ја шо туку влезен во новинарство. И така, нервозен малку луд, шо ти е бе синко? И викам, знаеш, гледај шо све пишуваат за мене јавно. И шо пишуваат? И му кажувам, ваков е, таков е, ова е, она. И ме гледа човекот и ми вика, бе, слушай, ти шо се замараш, зашо? Па вика, тие да имаа памет, немаше да седнат тебе да те гледаат и да пишуваат, вика. И му викам, како бе? Па вика, нормален човек, и стварно е така, Агим. Нормален човек, само секунда. Седно е ли бре нормален човек? Добро, да, гледаат нормални луѓе, нормално. Најголем дел од нашите гледачи се нормални луѓе. Ама седнува ли да седне, да замара, да вреѓа, да пусти да прави? Нормален човек гледа, му се свига. Не му се свига, не гледа. Ама не седнува бе да збори овој ваков, оној онаков, не му влага во личното. Нормален човек не го прави тоа. И сите овие кои коментираат лудости, кои вреѓаат, кои прават се и се што. Мислам, секој им чест затоа што не промовираат, ни дозволуваат да имаме поголем рич на социјалните мрежи. Ама они имаат длабок проблем со себе, бе, брат. А си приметил колку бугари не пратат? Да. Обаче искам да кажам до всичките този што не слушат во Българија. Поздрав од Софија, Ирена Василева. Поздравljавам ве од длабочината на срцето ми. Штото аз познавам многу българи, имам един брат во Софија, Борислав Захариев. Поздравувам ве од срцето, штото всичките сме хорабе, луѓе сме, бе. Све друго е политика. Све друго е политика, јадење бурек и се друго е комерцијала. Види се. Поздравljавам ве, поздрав и од мене до сите од Бугарија. Ние сме програм во Македонија со најмногу слушатели од Бугарија и тоа навистина ми значи и ние сакаме да градиме мостови меѓу двете држави, ама сега ќе ви кажам, имаме еден проблем. Агиме ви покрај сите овие позитивни чувства и така натаму не може пасош да земе бугарски. Не може. И ја можам теоретски, а Агим не му дозволуваат. Имаш разлика. Тоа е дискриминација. Аз обичам ги българите, обаче аз сум преди се македонец. Значи, добро. Преди се и преди после. Ја на нотар да идам да се пишам сега дека сум бугарин, одма ќе можам да земам пасош. Ти не можеш. Тебе проблем ќе ти прават, пошто си албанец. И тоа е дискриминаторски поглед. Дозволете им на албанците од Македонија да си земат бугарски пасош, декларирајќи се како бугари. Тоа може да значи дека на крај ние сите ќе се унифицираме, нели, како држава. Има македонски бугари и македонски бугари со албанско потекло. Да, лепи пати поздрав од Хелсинки, јеботе,
Чао и ми ја поздравуваме Да до сте Хелсинки, до Куала Лумпур, до три пизде матери. Чао! Велат на Инфомаксима најмногу бугари убедливо. Добро, не сум мерал, не сум ги гледал, не знам колку има, здрави и живи да се. Но убаво е да се гледаме меѓу себе. Ја гледам бугарски емисии, гледам бугарски телевизии. Сакам да го видам наративот таму и тоа не е ништо лошо и баш едно. Ако може да гледаш англиски, зошто да не гледаш бугарски? Провокација. Јазик кој го разбираш. Провокација. Разбира се, че сте македонци. Еми обаче какво сме? Македонци, тоа знаеш кој? Македон ништа е. Па што ни фали, бе? Види, вие бугарите сте убави луѓе. Ја познам многу убави луѓе бугари. Значи, искрено има бугари на кои што дете би му дал да ми го чува детето до толка доверба и љубов. Имам луѓе стварно прекрасни. Се друго е политика, луѓе, и кај вас, и кај нас, и у Бугарија, и кај нас, во Македонија. Значи, немој да правите рамништа Бугарија, Македонија, ние сме посебна единка, посебен народ, посебен јазик, ние сме македонци. Македонија навива за вас. А вие што сте бугари, тоа ја не сум ви крив што сте бугари. Се си вино, ова беше шега. Значи, се друго е политика, луѓе. Ајде барем ние позитивните луѓе да се сакаме. Мора да бидеме искрени и да кажеме дека и покрај засебностите ние сме претерано блиски народи во однос на културата, во однос на тоа колку лошо ни се облакаат политичарите, во однос на тоа колку лоша музика правиме во последно време, во однос на тоа... Стварно сме во тоа многу слични, знаеш. И се приметува дека тако, секој од странство која ќе дојде, која ќе ги види сите овие културолошки особености, од бајачки, гатачки, па до сето тоа ќе примети дека сме на вистина слични. Ај малку да шириме љубов меѓу да шириме љубов меѓу хората Македонија и Българија. Ирена Василева, значи целувки, жешки, топли, какви год сакаш, спакувани, не спакувани, целувки. И така, повторувам, а ќе прејдеме на друга тема. Повторувам, македонци, българи, зашто бе да не се целуваме, бе? Зашто бе ќе се караме тука? Не српски караме. Зашто бе да се тепаме без? Може многу зависи на кој јазик го титлуваме, може многу сериозно да излезе се ова. Да не грабусаме? Да, Агим. Шо лошо правиме? Агим. Повикуваме на љубов. Чекај бе, имаме признание за ова утро. Ајде имаме. Скопје, ова утро, најзагаден европски град. Се наоѓаме на врвот на Европа, се наоѓаме далеку под нас, веќе навистина му бегаме и на Сараево. Концентрацијата на PM2,5 95 ова утро над дозволеното е 95. А иначе имаме 178 на листата. Во светот сме пети, пред нас е градови од Индија, Пакистан, нешто има тамо од Гана. Значи, Скопјани, на врвот сме. Скопјани, на врвот сме. На то се каже, цркните, Гледај да не остане. Значи, на врвот е многу тешко, едва и се дише, на врвот е ужасно. Но, знаеш како, Агим, од вечер, утре ќе нема поголем дел од Скопје ќе нема вода. Ево ти га на моја страна ќе има. И на моја страна ќе има. Јас па кај шиптарите ќе има вода, кај вас нема. Не, у Мажарија македонско што? И шо правиме? Па кај вас вода нема. Дискриминација. Маđарија е чисто македонска средина, кај нас ќе има вода, кај вас у Чаир ќе има, така? Па кај шиптарите мора да има вода. Па дај, ако не да наплаќаме ја и ти по 350 дена рабањање. Јебо, значи, ајмо ладна вода, добре. Значи можеме тоа да се се. Има некои предпоставки дека тоа ќе заврши за еден ден. Но од вработени од водовод добиваме информации за по песимистички сценарија дека многу повеќе од еден ден ќе биде, но да не шириме параноја, иако паранојата е основана затоа што Скопје е сепак водена од една своевидна Калигула. Значи, да, меѓутоа, ајде бидеме озбилни, малку остаје. Ние будали.
јадеме урда у петок, меѓутоа и знаеме и да къснеме и малку кашкавалче. Значи, да бидеме малку сериозни. Здрави градови, здрави средини, организирани средини се припремаат за вакво нешто и однапред прават бампери, амортизери за било како вид на криза која може да настане след вакви дефекти. Што значи градот да организира цистерни, градот да организира пунктови каде што може вода за пиење се дели, градот да организира се она што ќе му помогне на обичниот граѓанин да ја преброди оваа наречија блицкриг криза, што полесно и што побрзо. Тоа е прво. Второ, размислов пред некој вчера, возев до Штип и назад, отидов нешто завршам работа и нов автопат. Човече, од Скопје до Штип 5 милиони дупки имаш на аутопатот, дека ние градиме нови аутопати, ние се уште треба да ги репарираме старите аутопати. И тоа те пренесува на една друга мисла, а тоа е следново. Се бавиме во државата со инвестиции, се бавиме во државата со најави дека ќе градиме ова, дека ќе градиме она, додека старото ни пропаѓа. За да Македонија биде навистина up to date, една здрава, функционална средина, не држава, ние 5 години најмалку ни требаат за да ги репарираме старите нешта, камоли ново нешто да градиме. Зашто вака што правиме? Ќе направиме нов пат, тресам. Кичево Охрид. Ќе го направиме као стакло да биде, ја нов, али од Скопје до Кичево веќе ќе се појави потреба за реновирање и ти пак ќе имаш 6 мегаџура пут од Скопје до Охрид. Што значи, ние и тежината на нашата трулост очигледно не ја гледаме со отворени очи. А ги ми викаат да сме пуштале грејење за да го соблечеш палтото. Стварно што е ова штедење у радиот Сабајле? Ама баш позади него е тоа единицата за Панче грејење. Цикарски. Абе, ако ја соблечам јакната, не сакаш и друго да се облекуем, па да не се занесеме, ме разбираш? Иначе... Агим брзаше од Сабајле, мислам дека одоздоле у пижама, така што валјда ради тоа носи јакна. Да, иначе управо си бе, ме засрами, еве доби вода у колено од срам. Иначе забелешката ти е на место. Во вториот дел од емисијава ќе бидам соблечен, да видиш вуна овдека рунка. Да. Вега, од Ова е несериозна емисија, предупредуваме, зашто е несериозна. Прво, така ја нарековме. Петок, урда и бамбуриме овдека за се и се што. Која е причината? Луѓе, преко такво више од интелектуализирање. Доста интелектуализирате, со интелектуализирање, праење паметни, мрчење по кафани и со сезнајковци, ситуацијата е овамо каде што е. Имаме тука друго нешто. Вели, имаме ли озбилно нешто? Еден озбилно, Ајде, ова е озбилно лудило. Вели еден слушател нас. Добро, зашо ги читам, бе, престанам да ги читам. Вели, од кога ги измислија пием честичките и почнаа за тоа да замараат, светот ги заборави дупките во озонот кои беа најопасни. Добро, сега, вие ако мислите дека утрово воздухот во Скопје е здрав и дека PM10 честичките Знаеш дека има право типот? Има право типот. Има право. Да. Момак, добро ти текнало е. Чекај бе, Агим. Ти не кашлаш од време, бо? Не да кашлям, ја кашлям као коња, ма кашлям од цигари. Не гледаш, не гледаш, пуштам брисач Сабајле на кола, искача надоле. Ти пушиш? Тоа што пушам, да. Колку време? Од 7 оделение. А касаш? Идемо да. Ама сега глупост се. Добро, ајде да бидеме селјачки многу. Многу Али многу селјачки. Многу селјачки. Добро, идемо дале. Заебиме и ти мене, вате белја петок урда јадеме, ајде. Шо бе со селјак кој искочил на крај? Никој. Ајде, јадеме урда, идемо дале. И сега што ќе ти кажев, па реално е штетен воздухот во Скопје. Луѓе, не е тоа измислица. Штетен е воздухот, премногу загадуваме, ужасно е за живење, имаме, отидете на онкологија и ќе сватите за што ви зборувам. Имаме неверојатна стапка на канцер во државата, многу повисоко од развиените општества. Тоа е благодарение меѓу другото и на ова. Загадувањето е ужасно големо,
ова е нездраво за живење. А не сме само ние, бе, злате. Не сме само ние. Цел региони, усвари, пази, светот е веќе е преоптоварен. Не е така. Современите општества се борат со ова. Како? Со најразлични методи. Па еколошки стандарди, ние ништо не се. Па ние су скинати гаки какви еколошки стандарди да воспоставиме, бе, што збориш? Ке воспоставиш? Со скинати гаки најлесно е да воспоставиш. Кај што нема забрани. Ама ние сме во шкарано, дека ние не знаеме утре вода дали ќе имаме, се еколошки мерки, молим те. Кои еколошки мерки, бе? Ние сме, нека цркнеме овдека и идемо дале. Ај малку озбилни теми. Шо озбилна тема? Да се разбереме, најозбилната тема, ајмо дневна политика малку, бе, да биде интересна емисија, да не кажат. Чекај, пари.мк вели. Ај малку шарам барам. Европските аналитичари алармираат, се надзира економско пропагање на ЕУ. Причај ми причу. Не бе, нас ке не биде. ЕУ ке пропаде. Ако пропаде Европа, пропадна све живо пропадна. Шо збориш? Не знам, веш, ова ми е некако дека има европската економија сериозни предизвици има, ама дека ќе пропадне баш тешко. Аве Панче Цикарски, оти не дојдете во Берово, купете си стан или направете си викендица и ќе дишете чист воздух. А шо ќе работиме, бе, шо ќе живееме во Берово? Вие го загадивте Скопје, све тоа што дојде од натаму од наама, ебате беља. Не, вие тука кога живеевте, Скопје беше, што да ти кажам, Швейцарска. И ние дојдо, пред да дојдеме ние, Скопје беше, што да ти кажам, јас сеќам на смрдејата на урина. Гледаш дека може културно да збори човек. Се сеќам на смрдејата на урина на старата меѓуградска автобуска. А тоа знаеш зашто беше така? Затоа што имаше јавно ВЦ, ама луѓето милуваат за дрво да мочаат. Кога протестира против Скопје 2014, вика да го зачуваме автентично Скопје. Шо е автентично Скопје? Кенан на площад со кожурине. Автентично Скопје предпоставувам архитектонски, затоа што Скопје онако како што беше многу убаво замислен град. Многу убаво замислен град. Многу лошо реализиран. Ама го убија градот. Буквално проектот 2014 е убиец на Скопје, убиец на градот, убиец на многу нешта кои што ако знаевме да ги искористиме, Скопје ќе беше навистина барем визуелно еден прекрасен визуелен метропола една. Пази, он требаше да иде у ширина. Скопје е котлина. Наместо да се гради во ширина, Скопје почна да се гради во висина. Почна у клозет кај мене дома да града згради. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека се во ова е одрез на менталитетот. Не е за фукара народ држава. Слушај, имаме еден предлог, ајде за вториот дел од емисијата, дур попушиме по една. Ајде, поставувајте прашања и во вториот дел од емисијата да одговараме на прашања. Што мисли Агим за реката Вардар која е загадена многу? Што мисли Агим, кој е прашање? Ој Вардар е македонски, тија красиш Македонија. Тоа е све што имам да кажам. Што мислам? Како може да кажам што мислам? Абе, Панче вика, зборот ми беше Златев, може од Берово емисија да водиш и ете ти чист воздух. Абе, другарче, се е во ред, ама кој ќе ми се заака од Сабајле у Берово да ми дојде на емисија? Примате ли шиптари, бе? Ја ќе ви водам таму емисија, шос? Ако примате, бе, ја носам, стајте мезето, стајте прасето, стајте всичко какво е потребно на масата, правиме емисија да не слуша не Скопје, ја не слуша до Куала Лумпур, ебат. Агим се сели у Берово. Агим се сели у Берово, наслов на емисијата. Наслов на емисија, Агим се сели у Берово. Берово иначе прекрасно, сум бил таму во она кај зеро на хотелот како Аурора. Тоа е рај, човече, рај. Таму да идеш со цуца, со жена не се иде досадно. Таму да идеш со цуца, јадење, пиење, шетање. Почитувани слушатели, мора да правиме кратка пауза за реклама. Во паузата јас ќе го отворам регистарот на стари моми да видиме што има во Берово за Агим и Јонос. Се враќаме назад. Агим, по барање на гледачите се соблече. Ој, узврат ми мајцата, иначе ако излам вака ќе видите вуна.
Аги, бе, знаеш што се? Ова сакав вториот дел, ај малце озбилно да Ајде, фатиме. Ако било, имате да. било какво прашање до мене и до Агим, поставете го, затоа што у петок го слушаме народот обично. И јадеме урда заедно со Па да, бе, у петок го слушаме народот, а за викенд нели не работиме, така што желбите на народот никогаш не се остваруваат обично. И тоа е тоа. Него Агим, види се, овие акции што ги прави нели полиција и така натаму. Дали сакам ме интересира еден твој нели еден твој осврт, дали некој ги доживува во држава како некаква етничка работа? Дали албанците гледаат така на сето тоа или сите мислат дека станува збор едноставно тоа се бори власта против корупцијата? Ме изненадува моделот на прашањето. Зошто ме изненадува? Кај нас се е етнизирано. Бе. Добро. Кај нас, ако се накашлаш, злонамерник ќе рече викни преведувач да видиме овој на кој јазик го накашал. Амбиентот во кој што живееме во поларизацијата по етничка основа создава биамбиентална држава. Кога велам биамбиентална, што подразбирам? Се оно што му се случува на албанец, врзано за јавноста, се доживува лично и обратно. Многу повеќе кај албанците до душе. Затоа што политиката, онаква какво што се практицира на терен, има арома, има шмек на премногу национално, премногу етнички, премногу лично. Значи, Артан Груби, кога не би бил од Дуи, да кажеме, кога не би бил албанец, ништо помалку спектакуларно не би било неговото апсење, викање и така натаму и така натаму. Тој бил на нивото на оној колбас од СМ што го бргаат, па ќе го апсат, и реков, ми рече лево десно. Меѓутоа, таа дневна политика кај нас базирана врз етнотеми стана веќе дефолт, меѓутоа стана и банално. Стана банално. Тоа што ние немаме на сериозно, реално граѓанска функционалност на државата, тоа самите сме виновни, не сме го инсталирале, така да секоја една ситуација од оваков тип се доживува така. А во нормални држави ова се е рутина. Ти што мислиш колку овакви будали има по запад? Колку сакаш? Меѓутоа не им се придава толку многу значење. Кога Артан Груби не би бил поврзан со политика, не би бил поврзан со политичка партија, не би бил албанец, ова би се свело се на држте лопова, криминалец. Меѓутоа, ова е палета на можности за да се излечат теми на сите можни нивоа. Значи, ние сме стока која се храни со национал романтизам. Зошто се храниме со национал романтизам? Па затоа што фантастично функционира. Без да навлегувам нели во поголеми детали, вчера во емисијата поради овој случај, нели затоа што сметам дека некој поддржал криминално дејание, кажав овде дека ќе бойкотирам таа компанија. Ми се нафрлија и многу македонци затоа што велат тамо знаеш колку луѓе работат. Тоа што многу луѓе работат не значи дека ви дава право да правите што сакате. И второ, еден помал дел морам да кажам, албанци ми коментираат, велат ти шириш со ова национализам затоа што таа фирма е албанска. Нема ни да ја спомнам денес таа фирма, нема везе, но што сакам да кажам? Јас сум знаел дека таа фирма е албанска. Ја у таа фирма во изминатите 365 дена имам околу 4.500 евра потрошено. Знаеш како да ти кажам? Значи сум купувал опрема, сум знаел дека се албанци, не ми сметало. И нема да ми смета никогаш. Јас си јадам најубав бифтек у Скопје, има у Сарајевска стейкхаус. Што е албанци ја држат. И што да правам сега? Пријателе, токму сега го потврди оно што преска го зборев. Каква врска има кој е газдата на Нептун? Дали е албанец, дали е грк? Нема врска. За мене нема врска. Да, ама ти го спомна. Јадам кај албанци, јадам кај ова, пием кај... Да, не, ја не ги гледам. Вчера бев... Ама ти ги спомнуваш. Вчера бев еден роднина, го носев на лекар, надвор пред лекарот пушам цигара, ме поздравува човек, ве следам секое утро, вика, еј, драго ми е, мило ми е, што ви се свиѓа, што да смениме, и ми кажува, јас сум иначе албанец, викам, шо ми е гајлеш си албанец? Ти си човек, сите сме ние луѓе тука.
Пак ја вртиме луѓето се темата. добри и лоши. Ама не, исто е. Зошто? Затоа што самата перцепција, јас не сум го нападнал ди таа компанија, еве тие кажа, ја нема да ја кажам, пак доста им беше вчера, расчистив со нив. Ја не го но поддржувам тоа што го направи ти вчера. Тоа е твој проблем. Апсолутно. Тоа е твој проблем. Како смееш ти мене јавно во медиум да ми сечаш А карта? како смееш Па ти? ќе дојдам, ќе те дигнам на Како коци. смееш ти криминалци да ми изнесуваш од државата? Ама тоа е приватна лична работа. Не е приватна лична Него? работа. До е фирмата. Доела. Чекај. Кој е Доел, твоето Мешаш лично, баби и ти си жаби. личноста која стои, Тоа која ја што ти представува. ја скина картицата на Нептун. Добро. Ја да сум газда на Нептун. Ке те чекам надвор пред емисијава и баскет играм со тебе. Ајде бе. Жими очи ти Ајде викам. да видам. Па Ајде. немој, па ми ебеш фирма, па немој па сега така бе, тоа е. ало бе. Ти мене држава ми со твојот збор ми уништуваш. Држава ми уништуваш ти. Ти дозволуваш, носиш, транспортираш некој што е Кења ли, Кења. го гонат за криминал, ти го изнесуваш од државата. Ти ме уништуваш државата и очекуваш ја фирмата да ти ја почитувам. Лепи. Гајле ми е за твојата фирма. Лепи режија, имаш ти секира да му опнам угла. Абе, слушај се. Фала за ова пак уште 70 Агим овој пат побара секира. Да, слушај се да ти кажа Агим тебе нешто. Не мешајте баби и жаби. Не мешаме. Разделите, разграничите Не постои етничко разграничено. од трговско, политичко, Апсолутно. од економско, Јас тоа го од секојдневно, разделувам. доста више наши, ваши, јебалите и ваши и наши. Немој бе тие зборови да ги користиш. Нема така, па ќе пукнат филм, иначе Агим, јас не ги делам и тоа што господинот што е 5 пати собственик, спомна кој што бил газда на што. господинот што е собственик, тоа што е албанец, не е тоа причината зашто го направи. И купувајте од албански фирми, купувајте од албански брендови, затоа што Има ние ли сите право живееме- газдата на Нептун да има приватни пријатели? Има. Молим лепо. Да. Има ли право да има роднини? Има. Молим лепо. Има ли право да прави што сака приватно? Има. И кој ти се клина? Има ли право да помага на криминалци да бегаат од државата? Можеш да Нема. потврди, можеш И да тука се потврдиш, завршува. бе. Ало, Се бе, ќе завршува го убијам. тук. Сегде у свет се бојкотираат такви Можеш работи. да потврдиш дека знаел он што прави. Како? Можеш да потврдиш дека Па знаел нека точно го што стаја прави. на црна листа, шо? Не, аз сам да. Али овој, можеш да потврдиш дека знаел што се случува, па ќе го носам са ја. Не бе, нисам знаел. Не, пријател. Као Боки 13. Не бе, ја не организирам тоа наградна игра, ја гостин дојдов тука, а 3 дена пред тоа се снима као потпишува договор за наградната игра. Ај сега филмови, сега сите ние формално правно, вика, Агим прашај го Златев дали бил во Мериот. Не сум бил во Мериот. Не поддржувам криминал во Мериот, во Скопје. Не сум бил. Сум бил еднаш до душе да интервјуирам амбасадорката на Израел во Македонија, жената таму сакаше. Се што да ја правам? И тоа е тоа. И после тоа ручавме со неа таму. Единствено тогаш сум отишол во Мериот. И директна закана, Шо? Фереира Бубе. И јас си ја запалив картичката, ќе ти дадам адреса, дојди да играш баскет со мене, ако се веќе маже. Слушај, ме повлече за јазик да спомнам уште една работа. Мене луѓе ме викале, ќе ти ја учукам една, ќе ти ова, ќе ти она, лево, десно. За ова, ако си маже, само сега да те подсетам. Од мој 62 години, 40 сум поминал На улица. на улица. Сега, ако мислиш дека сум ја педерче, а не сум маже, Немој бе такви. бујрум бе. Абе, а ти Термин, ако си маже, немој. какво прашање? Тоа ако си маже, будала. Па шо го читаш? А тоа што ја најкултурно се смешкам и се правам дека не слушам и не гледам, Немој. тоа ти ако си маже, ја тебе те прашам ако си нормален. Будала. Немој сега така Цел се живот сум со учукувања, со вршења по Чаирски улици, еботе, со боксови растен. Не. Ако си маже. Агим, па ти... Ајде да си треба зачутам бидеш- најпаметно. Ти треба да бидеш боксерски коментатор со вакво искуство, не политички аналитичар. Сигурно не бил изолиран од вести, па да не знае кој пренесува. Да, бе, стварно, не Ако не си маже, прател. овој не е Скопје, не знам ако си маже, не се како си маже по скопски, ако си муж.
Сега ќе видиме, бе, човеков е од Германија. Некој булевски Од Велес, од Германија е човекот. А од од Велес, ем од Германија. Јаде бубрези у петок у наша емисија. Будала. Агим, Ки дам ја адреса, па ти дојди. Да, се реално. Менак си може. Реално од вашиот судир само Визер може да профитира. Никој друг. Чекај, сепак Апасиев не ве удостои во емисијава. Да, не ни дојде Апасиев, а ние дај Боже, јавно го повикуваме Апасиев, Димитар Апасиев, ево ова будала овдека што ја нарекувате будала, ој Агим, с кого го нарекувате вака или така, јавно го канам да дојде следниот петок да не биде гостин во емисија. Во една од емисиите Љупчо изрази дека со една рака ќе го тепал, или барем можел да го тепа. Јас се колнам дека ќе го бранам ко дете, дека нема да дозволам Љупчо да го тепа со една рака, ќе го седнеме каршинас, ќе му поставиме многу прашања. Ама барем со мало во прсте ќе ми даеш малце. Слаб. Не може јако кажам, мој човек е мој човек. Не. Иначе чекај, дали Златев бил во Систина или Соравија и Eastgate? Во Систина сум бил, Систина е Аджибадем, турски бренд. Тој што е на црна листа, мислам дека не мислам туку малцински собственик таму. Ја немам ништо против Аджибадем као бренд, сум бил таму. Во Соравија сум бил, мора да идеш таму се слика за британски пасош одамна. Ради тоа сум бил таму, на не знам кој кад беше, иначе немам нешто посебно. И Eastgate исто, Самир Мане, господинот Самир Мане, еден на вистина легален, легитимен бизнисмен од Албанија и немам ништо за посета во Агим државно како ажурант на листи за стари моми. Да. А ова беше понуда години. Значи не, се јавија од Берово две вдовици за тебе. Што викат? Да. Па да се запознаеме, да видиме, менјам жену, такви работи. Кога више ќе доаѓа, вика тука, барат стабилен партнер, чуле, вика, искусен. По-стабилен од мене, кај ги го ушупа. Значи, сигурно, вика, има нешто кешо, оно да не прошета лево, десно, тие работи. Чекај, а за мирас, за чеј што даш ти има? Имаш и нешто да дадеш, освен тоа што треба да дадеш. Мислам, ало, да еботе, имаш нешто, таткото ти остел некоја нива, пиша, да. Се трошања на од клошарки преку такво ми е у животот. Па добро, ја не би рекол така, јас знам некои информации може за тебе. Може со дебел мирас те зимам за жена утре, жими очи. Агим све што земал до сега со дебел мирас, ја да ви кажам, почитувани слушатели, значи ај направи си анализа, да не ги ангажирам делоите да прават due diligence. Не, ќе влеземе во непотребни води. Да, ќе влеземе во непотребни води и каде што оние родови стереотипи дека само жена може да биде спонзоруша, ќе ги сузбиеме најверојатно. Добре, денешниве коментари нема ни еден не мрази. Да. Да, факти има ситна провокација, дали си муже, дој да видиш дали сум муже будала една. А во Пуцко Петров точите ли гориво? Не. Ја точам гориво, јас стално јадам против Русија гураби, пошто не ми се допаѓаат политиките на Путин, сметам дека тоа е стварно лош. Од кога почна сега со Украина конфликтот, поишу Мак Петров точам, а иначе обично на Лук. Бори на Лукойл точам. Ама тоа е сега, што да правам, еве, малце неморално од моја страна, ама на Лукойл. Стварно најболи гориво има, сега, што да правиме? Јас пред да се разделиме, немам реклама од никој од споменатите, иначе само. Како ќе имаш реклама која водиме емисија која е најшалабајзерска у свет, а најслушана? Па слушај се, чеки, пред да се разделиме, сакам на овој убав наш напатен народ што вика, Агим покрај менјам жену и на никад ние касно ќе те пратиме со песната Зошто си ти косе побелеле, друже? Будала, зошто па од Убајна, мате велја. Види, дали на Агим му годи популарност, има прашање? Ја не сум опште популарен, јас сум омразен тип. Зошто сум омразен тип? Да, бе, сега ти као ние инстаграмджиите свете, некој ги мрзи. Имаше една најава, бев скоро кај онај Драган Милсављевиќ, пријател наш заеднички, прекрасен човек. Бев у емисија и он ме најави вака: ој Агим Јонус, него или го сакате,
или воопшто не го сакат. Јас мислам дека тоа второто е многу поише, причината е многу едноставна. Ако некој смета дека Агим Јунус е мутав, ако некој смета дека Агим има коефициент кој се мери со Рихтерова скала, ако некој смета дека Агим Јунус не знае што збори, тај е промашио многу. Пријатели мои, драги, на Агим му е само пукнат филмот. И Агим, уствари, ја зборува вистината и принципот на што на уму, то на друму. Плаќам дебел данок на тоа. Што и во кој вид го плаќам данокот на тоа? Данокот на тоа го плаќам во вид на омразеност, во вид на, како да кажам, луѓето не те поднесуваат, луѓето сака да те опнат една, некој сака да те учука една, некој сака да те види обесен и така натам. Значи, Агим не е виновен што луѓето не сака да ја слушаат вистината. А јас сум бил и останал доследен на мотото. Зборувај вистина колку и да е болна. Што на уму, то на друму. И токму затоа сега, евака 5 точки, што на уму, то на друму, ќе ви кажам, во јавноста ќе ви кажам. Молите Бога да има повише малку такви како Агим Јунус. Не бе, поише. Кој сака и македонци, кој сака и бугари, кој сака и срби, и грци, Пецко и Станко и све живо. Ова Македонија, наша заедничка, ова наша прекрасна земја, може да само по еден принцип да обстане. А тоа е ако сите седнеме на маса, сите заедно на маса си накажеме ачик, како што ја кажувам. Што не мучи? Па да најдеме заеднички именител, па заеднички содржател, па да најдеме заеднички муабет, како ова наша убава земјичка да си ја направиме поубаво место за живење. Еве, Агим, велот си бил цар. Цар си Агим. Праше го дали бричи у петок онакви. Не, Господ ја постави. А го се извинувам. Не, од Берово, од Битола. Од Битола, а у Битолчен ќе обожавам. Не, се извинувам. Не ги обожаваме. Не, добро. Види. Абе, мислата ми е еба. Само да завршам. Значи, кратко и јасно, или зборите што на уму, то на друму, или од хипокризија, преко такво, не реков курот. На Агим мислова трае колку една епизода на Малечката невеста. Па сега добро. Се што да ти прави, индиска серија ти е мислила. Стварно, тоа беше маратонски 8 години. Имаше секој, значи што мисла беше тоа, брутално искрените луѓе, грото народ не ги сака. Точно така. Златко, еве ти прати и срце, Агим. Кој ми прати? Истава госпоѓа од Битола што рече дека си цар. Значи, ја ти праќам целувки, ама знаеш какви целувки? Стварно големи целувки. Битола лепот, многу убави цури има у Битола, ама се многу препотентни. Лела битолчанки, човече, тој све носот нагоре. Ние сме само цури на светот, нема други цури на светот. Значи, преубави девојки имам, препотентни, пуни себе е. Па тоа е се што. А имам некакви искуства, вакви или такви, се срамота да збори на порнографија тук. Ајде, идемо дале, петок, треба урда да се јави. Не, ја гледам огласи у Берово да ти земе некоја колипка нешто, значи. Да ми земеш у Берово колипка, да ми најдеш добра удавача. Добро. Со чејс. Со чејс. Добро. Да ми најдеш тамо работа у општина. Да ми... Да не речам што да ми... толку. Гото решен проблем. И на рад ќе без си това, седам. дај да се потресиме од Сабајле пред 13 минути слободен печат. Го чека тешка година, кралот Чарлс се врати на должностите, на битката со ракот уште не е завршена. Гледаш дека болеста не бира колку си богат, колку си сиромав. Имаше вчера еден босанец ми излезе рил многу интересен. Отишол на гробишта и се снима со рил, на рил и вика, гледате ли, вика, овде кој е богат? Гледате ли, вика, овде кој е сиромашен? Гледате ли, вика, кој е глуп тука? Гледате ли кој е паметен? Не може да видите, вика, ништо од тоа. Затоа, вика, живејте го животот. Дали сте крал, дали сте богат, дали сте сиромашен, дали сте македонец, дали сте индиец, дали сте албанец, дали сте бугарин, на крајот сите завршуваме како фосилно гориво. Па
токму тоа е мојата порака. Сите на крај завршуваме како храна за црви. На крајот сите ние завршуваме како најобична храна за црвите. Убав народе. Петок. Иди касни урда, пошто у петок урда се јаде. Ја умеѓу време да видам од Берово, со апсолутен респект кон граѓаните на Берово, ја Чекај бе, ова потресување. Прошка да не испадне дека сме нападнат сериозни. српскиот опозицијски лидер Драган Джилас од група која лепела плакати против него. Очигледно е дека, еве и видео има, очигледно дека во Србија се наелектризира политичката сцена многу. Гледам видео во моментов, го пуштив, како неколку млади балвани го тепаат господинот Джилас. Можно ли е во Србија да се случат вакви дестабилизации, нови 5 октомври, нови револуции, овој пат против Вучич или слично, или мислиш дека гледаме студентите се крена, па мораше да ги поддржи и Новак Џоковиќ? Види, ајде да збориме малку по-реално. Многу грубост и многу тежина има во ова што ќе го кажам, зашто погрешно ќе бидем разбран однапред. Сум свесен дека погрешно ќе бидем разбран. Србите се помужи од нас. Они кога искачаат на улица, искачаат, не се заебаваат. Тоа што се случува во Србија, се случува на цел Балкан. Меѓутоа, контролата на терен многу успешно ја држи Вучич, свака му част. А народот искача. Кога бе кај нас се видел сериозни демонстрации со ова со она? Се случи влезот во собранието, такви работи у Србија секоја втора година има. Зашто не сме искрени? Такви работи секоја втора година има во Србија. Да. Дали ќе има вакви или такви нешто во Белград? Јас Белград го познам фантастично, јас сум белградски студент. Белградски студент. И познам и амбиент, и луѓе, имам пријатели, имам и така натаму. И многу блиски пријатели. Мој друже белградски. Помужи се од нас. Српскиот народ е помуж. Тој кој ќе искочи на улица не искача за да лае. Аф. Србинот кога веќе искача на улица, он искочил на улица и више прави шо прави. Кај на се свет трт Милојко, ке се соберат двојца без тројца, транспарентите и чао. Не види се. Јас тука ќе ставам и Бугарија во истата група со Србија, зашто, например, кај нив малку поинакви се процесите. И двете држави, тоа се стари нации. Значи, првите институции, српската жандармерија, колку години е стара? Знаеш, е пример, институционално, или бугарското МАНУ, театар, медиуми, телевизии, така натаму. Да. Ние, например, прва организирана национална форма на обштествено живење од наша страна имаме 45-та година. Првите институции тогаш ги имаме направени. Реално така е. Значи сега, они имаат и сега ти, дневен вестник политика кога искачал у Македонија? Во Србија. И да не навлегуваме во тие работи, пошто малку ќе испаднеме, а нема да не... Ја почнав да се плашам. Искрено, не како ќе ме сватат, ако кажам сварно како што мислам, како ќе ме свати народ. Тоа е, реално. Слушај бе, ние сме голи, да не кажам што. Ние од скоро имаме историја, бе. Зборуваме институционална историја. А што е историја ако не е институционална? Зборуваме етничката, ако е така, имаме од амебите на моја. Па добро. Но институционална меморија... Институционализацијата на амебата е доведена до нации. Па тоа е нација и тоа кога ќе кажат... А нациите од која почнале да постат, почнала политиката, од која почнала политика да почнали сите овие нешта. Ние овде у Македонија сите имаме сериозен проблем, разбирајќи што е тоа нација. Нација се институциите, нација се... Тоа е нација. Нација сме ја и ти, бе, чек. Не, ја и ти сме багра. Да. Ние сме раја. Значи, ние сме нешто сосем друго, чекај да видам што има нешто друго ново. Едно прашање до тебе вака. Да чуе и народ. Дали народ мисли дека ти сме живи мајмуни? Не знам, појма не. Гајле ми што мисли народ. А дали те заболе онакво да не кажам шо? Не. Па мака реално и мене да не кажам шо? Народ е дужен нас да не гледа, затоа што ние живееме од тој народ. Ние работиме за јавен интерес. Да. Народот треба да процени дали работиме добро или не,
И тоа е тоа. Мојот однос со народот завршува тука. За ставовите на не сум ја шоу бизнис звезда па да ми е гајле дали ме сака, дали ќе ми дојат на концерт или дали. Јас народот го информирам и на народот му анализирам. Дали му се свига информацијата и дали му се свига оно што јас го имам како анализа, не е мој проблем, е проблем на народот. Затоа што ја не... Како ќе ти исперцепира? Да, ја не правам песна, знаеш, она не сум ја музичар. Значи, па ајде- сега ја сакале, не ја сакале, ја слушале, Ајде не ја затвараме слушале. емисија петок е урда, мурда, чорба треба 10 и 5 е. Значи, Љупчо Златев, ја ќе се одјавам со следниот збор. Љупчо Златев е еден прекрасен дечко, кој ќе го тепам катад. Љупчо е мој, а моите води ка слободи. И моите мота око плота. Чао, народе. Почитувани слушатели, тука негде се одјавуваме од ова издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Не слушавте на радио, имавме огромна гледаност на нашиот Facebook Live. Се гледаме повторно во понеделник. Ова емисија ќе се емитува во недела, затоа што денес ќе се емитува емисијата со Викторија Трајков. Се гледаме повторно во понеделник, каде што ќе правиме една здрава економска анализа. Чекај, Агим сака да каже уште нешто. Ајде, Агим. Заборев да му кажем на народот. Народе, ичкур да не ти чуе. И уште еднаш, ако го кажеш, овој ќе ја прекинеме со работката. Жити се, немој вакви термини. Почитувани слушатели, ви се извинувам, ама не знам што да му правам од чајре. Копач углаво. Значи не, ја не би го утепуел, али мислам дека треба да најдеме добар начин да го ресоциализираме.